Во студиото со вас, Александар Спасовски. Добар ден, ви благодарам што сте со нас. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен денеска од Тирана ја почнува својата тридневна турнеја низ земјите од регионот на Западниот Балкан, во чии рамки в среда ќе допатува и во Скопје. Како што информираше Европската комисија за време на престојот во Скопје, фон дер Лајен во среда попладне ќе се сретне со македонската председателка Гордана Силјановска-Давкова, со премиерот Христијан Мицкоски и со председателот на Собранието Африм Гаши. На првиот ден од овогодинешната пета поред западно-балканска турнеја, фон дер Лајен денеска во Тирана ќе има средби со албанскиот државен врв, пошто ќе се обрати на отворањето на регионалниот инвестициски форум на Европската унија за Западниот Балкан. Попладнево таа оди во Тиват на средба со црногорските представници, пошто утре ќе замине за Сараево. За среда, заедно со Македонија, на агендата на председателката на Европската комисија ќе биде и Србија и Косово, каде пред средбата со македонските представници фон дер Лајен ќе се сретне со српскиот председател Вучич, премиерот Мацут, како и косовската председателка Османи и премиерот Курти. Европската комисија соопшти дека оваа турнеја ќе биде можност фон дер Лајен да ја реафирмира поддршката на Европската унија за членството на земјите од регионот во унијата и за нивниот постепен пристап до единствениот европски пазар, како и да разговара за спроведувањето на планот за раст на Западниот Балкан. Предизборната кампања влегува во последната недела пред изборите, кои се закажани за овој викенд. Денеска се најавени митинзи и директни средби во повеќе општини низ државата. ВМРО-ДПМН и коалицијата ќе ги представат своите кандидати во Росоман, во Градско, Лозово и во Велес, додека СДСМ има најавено активности во Богданци, Чешиново, Облешево, во Виница и во Кочани. Представници на левица ќе осварат средби со граѓани во Кочани и Штип, каде ќе ги представуваат своите кандидати за градоначалници и советници. Активности има и во албанскиот политички блок, каде кандидатите имаат закажано пресконференции рано попладнево. Кампањата официјално завршува во петок на 17 октомври на полноќ, пошто следува изборниот молк пред гласањето на 19 октомври в недела. Вториот круг е закажан на 2 ноември. А опозицијата, предводена од СДСМ, вчера централниот митинг одржа во Струмица. Пред граѓаните, партискиот лидер Венко Филипче констатираше дека СДСМ се враќа и дека ќе однесе победа во оваа општина. Повика на гласност и обединување. Од овој плоштад ќе испратиме најсилната порака. СДСМ се враќа и СДСМ ќе победи. Гледам народ што знае кому да му верува. Затоа што во Струмица не поминуваат лагите и манипулациите на власта. Струмица препознава работа и визија. Препознава честен труд, затоа што е град на трудолюбиви луѓе. Другарки и другари, пријатели. Во оваа битка нема поважно од тоа да бидеме заедно. Да бидеме обединети и да бидеме гласни. Нас, социјалдемократите, не обединува нешто многу повеќе од партијата. Не обединува вербата во една подобра Македонија. Коалицијата која предводи владачката ВМРО-ДПМН вчера централниот митинг одржа во Штип. Партискиот лидер Христијан Мицкоски пред штипјани зборуваше за проектите кои ги реализирале градоначалниците од неговата партија, потенцирајќи дека за 4 години мандат никој од нив немал афери. Изминативе 4 години ВМРО-ДПМН и коалицијата има доминантна бројка на градоначалници. Што направија тие? Тие изградија и реконструира улици, булевари и патишта во вкупна должина од 770 километри со вкупна вредност од 100 милиони евра. По делот на образованието реконструирани и модернизирани се повеќе од 400 училишта, а завршени или во завршна фаза се 274 спортски и детски и рекреативни терени. Но на кое што е главна карактеристика на оваа влада веќе 15 месеци и главна карактеристика на градоначалниците од коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН е фактот што нема ниту една криминална афера.
А кандидатот за скопски градоначалник од редовите на ВМРО-ДПМН Орце Ѓоргиевски предпладнево на пресконференција го презентираше делот од својата програма кој се однесува на дигитализацијата на главниот град. Најави комплетно исфрлање на хартијата од употреба и модерни услуги за граѓаните и компаниите. Со 17 проекти од оваа област, Скопје ќе стане првиот целосно paper-free град во државата, дигитален, модерен и пред се транспарентен. Дигиталната трансформација ќе се изврши во 3 клучни сегменти: комплетна внатрешна дигитализација на сите процеси и процедури, креирање на дигитални услуги и сервиси за граѓаните и бизнис заедницата и комплетна дигитализација на Советот и на јавните предпријатија, со што градот ќе започне најголемата административна реформа досега. Ќе формираме посебна организациона единица со назив Смарт Центар, кој ќе биде срцето на дигиталната трансформација и преку кој ќе се координираат сите проекти за дигитализација на градот, односно воведување на паметен град, овозможувајќи дигитално управување со транспорт, отпад, јавни ресурси и услуги преку податоци и анализи во реално време. Кандидатката за градоначалник на Скопје од редовите на опозицијата, Каја Шукова, утрово на кеот на Вардар ги презентираше своите проекти за велосипедско и пешачко поврзување на Скопје. Имаме и нејзината изјава. Проектот за целосно уредување веќе е во подготовка. По план е изградба на безбедна, зелена и модерна пешачка велосипедска патека, осветлена со LED систем, со уредено минорно и мајорно корито, со клупи, урбана опрема и јавен простор достапен за сите генерации. Овој дел од кеот ќе го поврземе Ѓорче со Карпош, Центар, аеродром и Газибаба. Ќе создадеме 12 километри непрекината сино-зелена оска низ градот. Во план е рехабилитација на постојната патека, со ново зеленило и дрвореди, поставување раздвоени ленти за пешаци и велосипедисти, современа сигнализација и активирање спортско-здравствени патроли во соработка со Црвен крст и здравствени организации. На долг рок, кеот во план ни е да стане дел од интегрирана мрежа на пешачки и велосипедски рути низ село Скопје. Во подготовка е и мобилна апликација што овозможува мапа, рути, интересни точки, настани и безбедносни препораки. Не дека имаше голем број објавени анкети во периодот на предизборието, но денеска согласно законот истекува последниот ден во кој медиумите ќе можат да објавуваат истражувања на јавното мислење. Законот вели дека анкетите може да се објавуваат најмногу 5 дена пред денот на изборите. Од Агенцијата за медиуми потсетуваат дека резултати од испитување на јавно мислење спроведени на самиот ден на изборите не смеат да се објавуваат пред затворањето на избирачките места во 19 часот. Директор во основно училиште вршел притисок врз наставници да одат на митинзи на политичка партија. Ваква анонимна пријава добила Државната комисија за спречување на корупцијата. Во пријавата се вели особено притисок бил вршен врз наставниците кои во училиштето држале настава по договор на дело. Антикорупцијска, без да објави за кој училиште и која општина станува збор, го разгледа предметот на јавна седница и го препрати до комисијата во јавното обвинителство за следење на евентуални изборни нерегуларности. Наводите се однесуваат на тоа дека директор на основно училиште преку мобилна апликација врши притисок врз вработените со цел нивно на партиски настани, а исто така се упатува дека истото лице, директорот, упатува до работените ангажирани со договор на определено време, дека истите нема да им бидат продолжени доколку не присуствуваат на посочените настани. Во однос на пријавените наводи, во членот 37 од Законот за спречување на корупцијата и судирот на интереси е уредено дека доколку Државната комисија дознае или има основи за сомневање за подкуп, односно за давањето или ветувањето подарок или друга корист за себе или за друг на избирач при избори или гласање на референдум, за да гласа или да не гласа, или да гласа за определен кандидат или определена одлука, за тоа без одлагање писмено ќе го извести надлежниот јавен обвинител.
Само нешто под 2 милиони претплатници биле регистрирани во мобилната мрежа во Македонија во првиот квартал од годинава. Тоа е 1,72% помалку од последниот квартал лани, но 0,6% повеќе од истиот период минатата година. Според извештајот на Агенцијата за електронски комуникации, пристап до интернет преку мобилен имале речиси 1,6 милиони претплатници. Двата најголеми оператори учествуваат со удел од по околу 47% на пазарот, а останатиот дел го делат уште неколку помали оператори. Анализата покажува дека претплатниците во просек зборувале по нешто помалку од 4 часа месечно на мобилен телефон, а еден претплатник во просек прави по нешто над 3 повици на ден или вкупно 101 повик месечно, што е намалување меѓу 3 и 5%. Се помалку се испраќаат и SMS пораки. Анализата на АЕК покажува дека во првиот квартал од годинава се испратиле речиси 13% помалку пораки од минатата година. Фиксен телефон веќе речиси и да не се користи. Користењето е намалено за безмалку 18%, а еден просечен корисник на фиксен се јавува само 5 пати месечно. Речиси 11 километри рибарски мрежи се извадени од водите на Охридското езеро само од почетокот на оваа година. Експертите предупредуваат дека незаконскиот лов и старите мрежи духови предизвикуваат голема штета на рибниот фонд во езерото. Нашата охридска дописничка Нина Ритоновска е на оваа тема. 172 рибарски мрежи само на македонска страна извадени од водите на Охридското езеро. И понатаму доминираат напуштените мрежи духови за лов на пастрмка и белвица, но тие се закана за целиот жив свет. Оваа година се извадени речиси 11 километри во вкупна должина, а во 2017 година повеќе од 12 километри. Овие мрежи не ловат само риби, целни видови, туку ловат и птици, ракови и се она што ќе помине на тоа место каде што се акумулирани. Воедно уништуваат хабитати, уништуваат живеалишта на многу ендемски видови и тоа е вториот аспект кој навистина треба да го решиме. Мрежите ги отстрануваме на територија каде што се наоѓаат природните рибни плодишта на пастрмката, но не живее само пастрмката, таму живеат и многу видови. Ова е целно за да овозможиме успешен вештачки мрест за неколку месеци следната година. Станува збор за континуиран проблем на кој се работи долги години, но никако да се реши. Нуркачите посочуваат дека вадењето на овие мрежи е тешко бидејќи најчесто се заплеткани околу карпите на скоро сите длабочини. Овие мрежи се најчесто заплеткани околу карпи и лебдат чисто долу на дното на Охридското езеро. Потребна е тимска работа за безбедно да се отстранат сите овие мрежи. Пред се користат некои специализирани алатки во форма на специјални ножеви и бови за да се извадат горе на површината и потребна е тимска координација за сето тоа безбедно да се изведи. Инаку со четвртата акција за отстранување на напуштените така наречени мрежи духови, годинава беше опфатен и през Панското езеро, но поради заматеноста на водата таму биле извадени само 2 мрежи. Нина Ритоновска, Сител телевизија. А од нашиот прилепски дописник ни доаѓа темата поврзана со пчеларството, односно проблемите со кои се соочуваат производителите на мед. Велат потребни се повеќе субвенции од државата и построга контрола поради заштита од нелојална конкуренција. Дарко Штарговски е на оваа тема. Пчеларите бараат зголемување на субвенциите кои што сега се само 600 денари по пчелно семејство. Вела дека оваа цена била уште откако се воспоставени субвенциите за нив, а се друго било поскапено. Токму поради малата помош од државата, раселувањето на населението и елементарните непогоди. Бројот на пчелари во Прилепско е преполовен за разлика од минатото. Пчеларите велат дека без субвенции нема ниту да обстанат. Се помал е интересот кај младите. Целта на Сдруженијето точно не е токму тоа да се зголеми бројот на се помлади пчелари. Причина е тоа што за да се почне со пчеларство, почетокот е малку тежок како и со секоја друга работа. Како што кажав, малце младите очекуваат најнаш првите 2-3 години веднаш да има приходи, меѓутоа не е секогаш така. За
да се дојде до добри приходи треба да поминат 4-5 години. Проблем била и нелојалната конкуренција која што во маркетите се представува како мед. Тој производ се познавал и по цената која што била 400 денари, а само производствената цена за една тегла вистински мед била 400 денари. Тоа е гликоза увезена од само Бог знае од каде, од Молдавија, од Аргентина, на со вештачки добиена храна, од да речем пченка, од царевки, од такви работи, кои се генетски модифицирани и кај нас неконтролирано влегуваат по маркетите и не само по маркетите. Но сепак доколку вистински се посветиш на пчеларството, тоа може да биде и профитабилна професија и да се живее само од него. Живеам во пчеларство, не работам никаде, семејство гледам од одгледување на пчели, немам работено никаде. Чувам моментално некаде сега околу 240 пчелни семејства, произведувам производи од восок, мед, полен, прополис, матичен млеч и ги пласирам на пазарот, претежно на нашиот пазар, тука, македонскиот пазар. Му препорачуваме кој сака да почне да проба, тука сме ние по средната генерација, по старите. Здруженијето е тука, значи целта и баш е на здруженијето тоа да се промовира пчеларството. Инаку во Прилеп по 16-ти пат се одржа сајмот на медот, чија што цел е да го доближи медот и пчелните производи до граѓаните и да ги промени нивните навики, повеќе да конзумираат од овие здрави производи. За Сител Дарко Штарговски. Вести од светот во избор